Прилеп, односно Прилепска победа ќе живее. Што значи тоа? Во интерес на потребите на градот, на спортот во нашиот град, група на граѓани кои што сакаат да функционира и да се развива спортот во нашиот град, го формираа Сдруженијето Градски фудбалски клуб Победа Прилеп, а понатаму истоимениот клуб ГФК Победа Прилеп, односно Градски фудбалски клуб Победа. Денес оваа пресконференција ќе искористиме само да информираме јавноста за она што во моментот ние го креиравме и го создадовме, а понатаму заедно со вас медиумите ќе имаме понатамошна соработка и ќе ги добивате сите информации кои што ви се потребни. Она што во моментот треба да го знаете, дека ја започнуваме новата фудбалска сезона од третата лига, од регионот во кој што може да се надпреварува нашата екипа. Ростерот, односно фудбалерите се сконтактирани, ги имаме сите на располагање и се спремни да го дадат својот максимум, за да почнеме заедно да се бориме, да го вратиме местото на нашата победа, а тоа е во највисоките лиги во нашата држава. Значи, почнуваме етапно од трета лига и се надеваме дека во најкраток можен рок ќе одиме во втора лига и се разбира промоцијата во прва лига да биде во најскоро време. Исто така, во однос на стручниот штаб сме максимално подготвени. Тој ќе биде предводен од лицето кој што е добро познато за прилепската јавност, поранешен фудбалер, човек кој што знае што значи да се носи дресот на нашиот клуб, знае која е тежината на овој клуб и токму затоа е ангажиран да помогне во овој период заедно да почнеме да го градиме и да го издигнеме на високи патеки брендот наречен Победа, а тоа е лицето Филип Мирчевски. Во однос на бројот на фудбалерите сме спремни, ги исполнуваме сите критериуми и сите потребни административни документи за ние да почнеме да настапуваме понатаму. Во овој момент сакам да информирам јавноста дека започнуваме сериозен проект, а како доказ за тоа дека ова ќе биде долгогодишен проект кој што полека ќе почнеме да го градиме, се и младинските лиги кои што успеавме да ги вметнеме во нашиот клуб. И еве ексклузивна информација за сите фудбалерчиња од генерациите 2010, 2011 и 2012 година, дека во склоп на нашиот сениорски клуб ќе имаме и младински категории, кои што ќе можат со гордост да учествуваат во тие млади категории, понатаму да се борат да го превземат епитетот на играчи за нашиот клуб. Значи, ова е еден апел за сите заинтересирани и родители, нормално дечиња, кои што сакаат да се надпреваруваат, да пристапат во нашиот клуб, и ние сме тука да им помогнеме, односно да бидат регрутирани и да учествуваат во нашите младински категории. И како клуб на почетокот ќе функционираме преку донации и спонзорства. Понатаму се надеваме дека локалната самоуправа, односно градоначалникот, ќе го препознае нашиот проект и нашата амбиција да се градиме и да се развиваме во сериозен клуб, па така очекуваме помош од локалната самоуправа во делот на развивање на самиот клуб и на самиот спорт. Во овој момент имаме основа и добра финансиска конструкција за да го започнеме надпреварувањето во третата фудбалска лига. Бидејќи станува збор за сериозен проект кој што понатаму сакаме да го развиваме, а темелите кои што ќе ги поставиме на почетокот се многу битни за понатаму, па така како клуб ќе настапуваме на градскиот стадион Гоце Делчев Прилеп, кој што знаете каква историја има и токму почнуваме од тука за и бизнис секторот, односно реалниот сектор и сите спортски работници да видат за каков проект станува и ако ние ги поставиме на почеток работите како што треба, мислам дека понатаму ќе се развиваме уште подобро и токму затоа градскиот стадион ќе биде нашиот дом и во третата лига и се разбира понатаму како се развиваме и растиме во понатамошните лиги. Како Сдружение на граѓани, како управа која што во овој момент ќе го раководи овој клуб, ниту имаме потреба да се занимаваме со минатото, нити знаеме во каква состојба и што се случувало таму. Значи, ние нашето здружение го формиравме пред извесен период, ги исполнивме сите критериуми кои што треба да ги имаме за да учествуваме во Македонската фудбалска лига, така да од денес ние почнуваме, ако може така да се каже, од нула и сакаме да градиме клуб кој што ќе постави сериозни темели на функционирање. Тоа здружение кое што го формиравме, јавноста забрзо ќе се увери дека е формирано од луѓе кои што имаат сериозен кредибилитет и во општеството, и во бизнис секторот, и имаат минат труд во самиот клуб. Значи, направена е една добра форма за да најпрво и она е еден од главните постулати на кои што ние ќе работиме и овој период е враќање на самодовербата, како кај бизнис секторот, така кај граѓаните и се разбира на оние кои што ја носат во крвта победа. Ние како здружение
во овој момент прифативме апсолутно без никаква лична корист да го работиме ова. Зошто? Во интерес прво на градот и на спортот и пред се на името победа. И затоа испраќаме апел од оваа пресконференција и понатаму од сите наши јавни излагања, сите кои што имаат искрена, честна намера овој проект да успее, да се приклучат и во својот домен да помогнат во развивање на овој клуб. Како што ние сме се одлучиле да инвестираме дел од своето слободно време и во желбата да растиме, така е ова апел и до сите спортски работници, фудбалери, бизнис сектор, фирми, сите кои што сакаат да се приклучат, сега е вистинско време. Јас се обреќам на оваа пресконференција како председател на Сдруженијето и понатаму како председател на клубот. Значи и Сдруженијето и клубот се викаат Градски фудбалски клуб Победа Прилеп. И бидејќи ме прашавте, мислам дека добро да запознаеме јавноста. Од оправдани причини остаток од Сдруженијето, од членовите на Сдруженијето не се присутни, но покрај мене тука е Игор Стеванов кој што е дел од Сдруженијето, потоа Роберт Талески, Валентин Колевски и Иванчо Младеновски. Значи тие се 5 луѓе кои што бевме иницијатори и имавме искрена и честна намера да го започнеме овој проект и се надеваме дека многу голем број на луѓе ќе го препознаат ова, ќе ни се приклучат во оваа намера, односно во оваа борба. Здравје за 2 години од сега Победа Прилеп да биде во првата лига и градскиот стадион да биде во такво руву какво што сите сакаме да биде. Тони Наумовски ќе биде вклучен во делот на регрутација на младите луѓе и за тие младински, односно пионери и кадети кои што би биле понатаму потенцијална основа во креирањето на нашиот клуб. Значи официјално вчера имавме првата прозивка од страна на стручниот штаб кон играчите. Сите играчи се тука, се спремни и желни во најбрз можен рок да почнеме со тренажен процес. Еве официјално и вас како новинари, целата јавност ќе информираме дека првиот официјален тренинг како нов фудбалски клуб го имаме денес во 20 часот на вештачката на стадионот со вештачка трева во населба Типски и во комуникација со тренерот ни кажа дека сега сите тренинзи би се одвивале таму, затоа што паралелно работиме на враќање на вистинскиот сјај на градскиот стадион Гоце Делчев, значи не сакаме да имаме поместување таму, односно да има некои проблеми со теренот, затоа тренинзите би се одвивале на вештачката трева. А еве официјална информација и покана до сите граѓани дека на 13 септември официјално го имаме првото коло, односно првиот настап на нашиот клуб, а тој надпревар би се одиграл на градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп